Добар ден, ова се централните вести, ви благодарам што сте со нас. На почеток насловите. Почна изградбата на автопатот Тетово-Гостивар како дел од коридорот 8. Кога ќе се изгради, до Охрид ќе се патува за час и половина. Како никогаш порано, државата е едно големо градилиште. Суди, адвокати, обвинители. Дури 21 кандидатура за судиското место во Страсбур. Тоа е многу одговорна функција. МНР уверува, процесот на селекција ќе биде објективен и транспарентен. Планирал ли некој дестабилизација преку Уставниот суд? Дуи и вреди во вербална војна. За законот за јазиците, Уставен ќе пресече полокалните на есен. Касами и Ганиу во трка за нов градоначалнички мандат. Ќе менува Лилимани министерската за позиција прв човек на Кичево. Започна изградбата на новиот автопат Тетово-Гостивар, кој што е во должина од 18 километри, а неговата изградба ќе чини 90 милиони евра. Се очекува да биде завршен за околу 2 години. Со неговата изградба до Охрид ќе се патува за час и половина. Маја Стојановска со деталите. До 2027 година се очекува да биде завршен и пуштен во употреба новиот автопат Тетово-Гостивар со должина од околу 18 километри, кој ќе чини 90 милиони евра. По целосната реализација се очекува на релацијата Тетово-Гостивар Кичево-Охрид да се патува за час и половина. Автопатот Тетово-Гостивар е дел од коридорот 8, а министерот за транспорт и врски Александар Николовски најави дека летово активно ќе продолжи да се работи во рамки на овој и на коридорот 10Д. Генералниот менаџер во Бехтел Јенка Джош Бейкер ги покани сите заинтересирани работници од најразлични профили да се пријават на официјалниот сајт на компанијата. Отвараме фронт за работа на делницата Тетово-Гостивар од 17,5 км, Гостивар Бокојчани 14,7 км и Прилеп Битола 29 км. Или некаде планот е до ова лето активно да се работи на изградба на автопати во рамки на коридорите 8 и 10Д од некаде 65 до 68 километри. Благодарност до жителите на овој регион за и бараме нивно разбирање за проблемите кои што ќе се соочат при реализацијата на овој проект. Бехтел Јенка бара разновидни профили, вклучувајќи камионџи, управувачи на машини, армирачи, градежни инженери, референти за односи со заедницата. Премиерот Христијан Мицкоски нагласи дека денеска се започнува со еден од клучните инфраструктурни проекти во земјава, а со тоа, како што изјави, се испраќал силен одговор на сите скептици. Како земја без излез на море, имаме потенцијал да бидеме дел од трите паневропски коридори, порача Мицкоски. Со една одсечка која што ќе ги поврзува коридорот 10 и коридорот 11, тогаш стануваме земја која што ќе биде директно поврзана со сите пристаништа во овој дел на Европа, а тоа е значајна алка на јужното крило на најголемата алијанса во човештвото, а тоа е НАТО алијансата. Сите општини, повторувам, се одзваа на вториот повик на Министерството за локална самоуправа и поднесоа проекти во вкупна вредност од речиси 16 милиарди денари. Ќе продолжиме да ги финансираме овие проекти затоа што денеска, како никогаш порано, државата е едно големо градилиште. Замислете во еден момент на повеќе од 1200 локации ќе се гради. Нагласувајќи дека изградбата на овој пат значително ќе придонесе за инфраструктурен и економски раст во земјава, амбасадорката на САД Анџела Агелар кажа дека е многу важно при неговата изградба да се избере вистинскиот партнер. За вице-премиерот Меджити, со изградбата на овој автопат Полошкиот регион се претвара во раскрсница за можности и инвестиции. Ќе не мерите по завршени километри, не по потрошени зборови. Денешниот темел е символ на таа политика. Политика на дела, а не на празни фрази. Важно е да се изберат правите партнери
во одредени дејности и мене ми е драго што ние избравме и македонската влада, македонскиот народ и сите наши пријатели овде да бидат партнери на овој пат. Проектот за изградба на автопатот Тетово-Гостивар предвидува 2 коловозни и 1 помошна лента во еден правец, опфаќа и 9 надвозници, од кои 8 за поврзување на локалните патишта до новопроектиран паралелен пат, како еден надвозник за нова клучка во општините Боговиње и Врапчиште. За излез од Тетово за време на реконструкцијата ќе се користи постоечкиот надвозник. Денешното ставање камен темелник на делницата Тетово-Гостивар од коридорот 8 уште еднаш ја разоткрива целата хипокризија, дволичност и лицемерие на ВМРО ДПМН. Токму проектот со Бехтел и Јенка, што тие со месеци го оцрнува, го блокира и го нарекува историски криминал, денес со гордост го промовираат, велат од СДСМ. Едно е јасно, лицемерието на ДПМН нема граници, но сепак добро е што продолжува реализацијата на стратешки проект на СДСМ. СДСМ инвестираше, градеше, ВМРО ДПМН кочеше. Но вистината секогаш излегува на виделина, стои во соопштението на опозицијската партија, на што од ВМРО ДПМН експресно реплицира дека и тие 2-3 проекта што ги почнале СДСМ биле коруптивни или заглавени или пак блокирани. Влекачите излегоа на сонце. Граѓаните алармираат за опасноста од змиите. Бујната вегетација дополнителен проблем. Треба да пазиме, очигледно. Има змии, има крлежи. Поради колапси деновиве зголемен бројот на повиците до итната медицинска помош. Температурните промени ги ставаат на ризик хронично болните. Пролет смено сепак е топло и тоа влијае врз здравјето. Суди, адвокати и обвинители на долгата листа од 21 кандидат кои се пријавиле на конкурсот на МНР за нов македонски судија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Меѓу кандидатите се и обвинителката Ленче Ристовска, судиката Олја Ристова, екс-председателот на Дик Даштевски и адвокатот Тони Менкиновски. Според првата македонска судика во Страсбур Цаца Николовска, државата мора да води сметка при селекцијата на кандидатите, а пресудно е познавањето на меѓународните стандарди и нивната примена. Михајло Видемлиски. Државата да води сметка и сериозно да пристапи во процесот на селекција на кандидатите пријавени за судија во Европскиот суд за човекови права, порачува Маргарита Цаца Николовска, која е прв македонски судија во оваа европска судска инстанца. Откако на адреса на Министерството за надворешни пристигнале 21 пријава, досега најголем број на кандидати за оваа функција, наскоро ќе се изврши нивно рангирање и ќе предложи тројца до Советот на Европа. Според Цаца Николовска, за Комисијата на Советот на Европа, која треба да избере еден судија, одлучувачко ќе биде познавањето на меѓународните стандарди и нивната примена. Тоа е многу одговорна функција. Мене овој голем број на луѓе кои што се пријавиле ме изненадува. Едно треба да биде јасно дека не е само познавање на јазикот, многу е поважно познавањето на меѓународното право, односно познавањето на праксата на Европскиот суд за човекови права. Според информациите во јавност, на листата на кандидати се поранешната директорка на Агенцијата за суди и јавни обвинители Наташа Габер-Дамјановска, како и поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Даштевски. Потоа поранешната врховна судијка Лидија Неделкова, но и актуелните судијки Олја Ристова од Кривичен и Габриела Гајдова од Скопска апелација, но и обвинителката Ленче Ристовска. Се споменуваат и адвокатски имења, како Тони Менкиновски кој за Канал 5 потврди дека доставил кандидатура. Од Министерството за надворешни вела дека процесот на селекција ќе се спроведе во согласно со утврдените критериуми и процедури, со цел обезбедување на транспарентност и објективност при изборот на најсоодветните кандидати за оваа значајна позиција. Но може да се случи, објаснува Цаца Николовска, некои од нив или и тројцата кандидати кои ќе ги предложи државата да не бидат прифатени во судот во Страсбур, ако таму не ги поминат интервјуата. И државата, според мене, треба да води сметка кои тие тројца кандидати ќе ги номинира и ќе ги достави до Советот на Европа. На тој начин и сериозноста на државата према овој суд
ќе ја покаже и ќе покаже дека во државата има луѓе кои што можат да ја обавуваат оваа функција. 9-годишниот мандат на новиот судија ќе почне на почетокот на 2026-та и ќе дојде на местото на Јован Илиевски, чиј мандат завршува. Пред Илиевски пак судија во Страсбург беше Мирјана Лазарова Трајковска. На 19 јуни ќе се одржи подготвителната седница за Законот за езиците, која што претходно беше одложена поради трагедијата во Кочани. Конечната одлука се очекува наесен по локалните избори. Иако од судот во повеќе наврати потенцираат дека ничии права никој нема да укине и да не се вршат притисоци врз судот. Партиите од албанскиот кампус влегоа во вербална војна. Планирал ли ДУИ преку Уставниот суд да ја дестабилизира државата? Јана Јосифовска. Подготвителната седница за Законот за јазиците ќе се одржи на 19 јуни, а конечна одлука се очекува после локалните избори со цел да се избегне политизација и етнизација, соопшти председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски во интервју за Трилинг. Процесот се одолжи откако седницата која првично беше закажана за 20 март беше одложена заради трагедијата во Кочани. По нејзиното одржување во јуни, на уставните судии ќе им требаат 2 до 3 месеци да се подготви нов реферат и да се сублимираат мислењата на сите учесници за спорните прашања што се однесуваат на законот, кажа Костадиновски. Според него, непотребно се создава голема фама со давање на етнички и политички димензии за постапувањето на судот и никој не треба да стравува од укинување на нечии права. Прашана за став за постапувањето на Уставниот суд и Законот за употреба на јазиците, македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова пред неколку денови им порача на уставните судии да бидат храбри и да постапуваат согласно Уставот, без политички влијанија. Не сакам да влијам врз Уставниот суд, еве една генерална препорака. Да се држат до Уставот, да го бранат Уставот, да бидат храбри, да се држат исто така до амикус курието на Венецијанската комисија и така нема да сгрешат. Да се абстрахираат од политичарите кога ќе одлучуваат. По изјавата на председателот на Уставен, околу подготвителната седница за Законот за јазици, експресно се огласија екс-министерот за надворешни работи Бујар Османи и неговата партија ДУИ. Според интегративците, владата му наредила на Уставниот суд веднаш по октомвриските избори да го укине Законот за јазици и да им наштетат на правата на албанците и Охридскиот рамковен договор. Реагираа од владеачката вреди. Во партиското соопштение велат дека Ахмети и Османи се разочарани, бидејќи им пропаднал планот преку судии именувани од нив во Уставниот суд да го поништат Законот за јазиците и со тоа да ја дестабилизираат државата. А за локалните избори на есен, партиите веќе почнуваат со математиките околу нивните кандидати за градоначалници. Актуелните градоначалници на вреди од Тетово, Чаир и Желино најверојатно ќе трчаат за уште еден мандат, но амбиции имаат и некои од актуелните министри. Детали од Андријана Лазова-Божиновска. Актуелните градоначалници од вреди во Тетово, Чаир и Желино, Билјал Касами, Висар Ганију и Блерим Сејдију, неофицијално ќе бараат нов мандат на локалните избори во октомври, а меѓу потенцијалните кандидати е и актуелниот министер за социјална политика Фатмир Лимани за Кичево. Листа со имиња на можни кандидати објавија дел од медиумите на албански јазик, но од вреди тврда дека се е во рамки на шпекулациите бидејќи селекцијата и внатрешните анализи биле во тек. Лимани пак во пишан став за Канал 5 не ја демантира веста дека повторно ќе влезе во изборна трка во Кичево, но потенцира дека неговата цел би била иста, да им се спротистави на Ахмети и ДУИ. Преди надсе да се совлада убедувањето дека царот е единствен кој може да предложи и царува со општеството, градот, државата. Битно е да има измени. Покрај актуелните функционери на објавениот список стојат и имињата на поранешниот министер за дијаспора Джемел Чупи како кандидат за Дебар, актуелниот директор на акционерското друштво во државна собственост Мухамет Елмази за Сарај, за струга бизнисменот Менди Кира, професорот по економија Висар Адеми за Гостивар, како и директорот на Институтот за трансфузиологија Амир Елези, како потенцијален кандидат за ТРЦ. Со кои кандидати ќе излезат политичките опоненти на вреди ДУИ, се уште не е познато. Тие во меѓувреме бараат предвремени парламентарни избори за кои од власта вела дека нема потреба да се одржат, бидејќи мнозинството и владата се стабилни. Ова го порача и собранискиот спикер Африм Гаши.
Не очекувам и не гледам никаква причина зашто тоа би требало да има. Мислам дека треба да почнеме повеќе да работиме на одделување на изборите, кога има парламентарни избори да се грижиме за парламентарните и кога има локални избори да знаеме дека тоа се други теми. 2025 година во октомври ќе имаме најредовни, најобични, нормални локални избори. Деновиве и ВМРО, ДПМН и СДСМ соопштија дека нивните највисоки партиски тела одржуваат состаноци во пресрет на локалните избори. Владеачката ВМРО, ДПМН се очекува да ги открие имињата во втората половина на месецов, додека пак од опозицијската СДСМ најавија дека деновиве ќе ги објават дел од нивните кандидати. Заменик генералната секретарка на НАТО Радмила Шекеринска се појави во популарното интернет шоу Career Ladder или Скала на кариерата, каде што водителот се обидува да погоди професии на случајни минувачи за помалку од 2 минути. Шекеринска во видеото одговара на повеќе прашања, а на прашањето ако работата ти беше храна, која храна ќе беше? Таа ни смеја одговори мусака. Вели се е во едно тавче и нагласува дека незината улога е насочена кон одржување и унапредување на безбедноста на над 1 милиарда луѓе. Откако водителот ја погоди незината работа, на крајот изјави "Вие сте македонката". Инаку популарното шоу има милионска публика. Само што им започна сезоната, веднаш дојде до прва. Наглото затоплување, како и бујната вегетација низ Скопје, особено по променливиот и дождлив период, и годинава повторно ја отвори опасноста од влекачи. Граѓаните со право се загрижени. Дејан Трајковски. Само што им започна сезоната, веднаш дојде до првата непријатна средба на граѓаните со нив. Жители од Карпор сликале змија како се сонча на нивната тераса, па веќе почна да се шири стравот помеѓу граѓаните. Тие предупредуваат дека голем проблем е бујната вегетација и несреденоста на тревата, која е воочлива изминатиот период во Скопје. Треба да пазиме, очигледно. Ако не работат они, ние треба да пазиме, така. Има змии, има крлежи, миленичињата ни шетаат тука. И тоа е опасно да не седне човек негде на клупа. Со трева особено обраснато е во парковите помеѓу и околу зградите, каде најчесто си играат и децата, но и голем број тревници покрај скопските сообраќајници. Ја не стравувам, за децата е лошо, да зборуваме равно. Па сега Господ на помош да ни. Тоа за децата е посебно опасно. Јас не се движам из парковите, седнувам на клупа, нема да дојде некоја змија до мене, ама за децата навистина е опасно. Тие се шетаат низ тревата, тие низ тревата играат, тука им е игралиштето нивно. Експертите велат, оние најотровните змии кои ги има во земјава ги нема во централните градски подрачја, освен ако некој со возило не ја донесе од природа во градот, што е чест случај. Најчестите појави се велат на водните змии, но сепак препораката е по високите тревни површини да се заобиколуваат. Граѓаните, особено во овој периоди, да избегнуваат места кои што се со високи треви. Змиите секогаш ги следат своите извори на храна, и ги за да дојдат до изворите на храна, при нивното движење ги користат сите природни засолништа кои може да ги искористат. Во случајот високите треви се засолништа за нив. Стериовски особено апелира граѓаните да не ги заловуваат сами змиите, туку да повикаат професионалци, бидејќи може да дојде до последици. Апелира и државата конечно да оформи сектор кој би заловувал змии, но и би ги едуцирал граѓаните за да нема паника секоја пролет. Од град Скопје за Канал 5 велат дека во однос на заловот на змии немаат никаква надлежност, односно оттаму се грижат за дезинсекцијата. Што се однесува до змиите и стаорците, надлежност е на општините, кои за тоа предвидуваат и средства во сите годишни буџети, велат од градот. Што се однесува до препораките по каснување од змија, експертите велат да не се пие вода и да се остане во место, бидејќи при движење работата на срцето забрзува, а со тоа и протокот на крвта, па побрзо се шири отровот. Она што е ново е дека не треба да се подврзува над каснатото место, бидејќи во паника може да се стегне премногу, што би го запрело крвотокот, па и тоа е опасно по животот. А променливото време причина и за пораст на колапсите. Од итната медицинска помош апелираат повозрасните да избегнуваат престој на отворено
и покрај тоа што температурите не се многу високи. Елизабета Дамјановска, Спасеновска. Зголемен број на колапси забележале операторите во итната медицинска помош изминативе денови. Дежурниот лекар на смена, доктор Сейфула Адеми, алармира повозрастните граѓани што помалку да престојуваат на отворено, бидејќи како што вели, иако температурите не се многу високи, промената на времето прави здравствени потешкоти и кај лицата со хронични болести. Собраќајки имавме колапси на јавни места, пошто како што се застоплува времето сега, значи колабират луѓето повеќето. Исто така апелираме до постарите лица, значи да внимават, да не излегуваат без потреба, пошто знаеме дека времето како пролет смено сепак е топло и тоа влијае врз здравјето, значи и врз состојбата на самите пациенти. Старите лица знаат со компрометиран имунитет, со коморбидитети, со доста болести се и самото тоа знае да влијае негативно врз здравјето и да колабират и не дај Боже и да се повредат. Доктор Адеми пред нашата камера го актуализираше проблемот со недостигот на тимови во итната медицинска помош. Предупредува дека прашање на време е кога ќе се случи поради селекцијата на операторите да не се даде соодветна медицинска помош на повредено лице. Брза помош се работи со доста минимален капацитет, значи се работи со 6 екипи дневните смени, а со 5 екипи ноќните смени. Сето тоа доста го отежнува, значи работава на итната медицинска помош и за да можеме да им излеземе на пресед на сите, рационално треба да се искористи брза помош. Апелираме и до надлежните институции кои што се до владата, до сите, значи да се има во предвид брза помош, значи работи со многу мал капацитет и сето тоа влијае значи врз нашата работа. Имавме многу случаи кај што се јавуваат значи граѓаните и не можат да добијат брза помош, туку не заради друго, туку малиот број на екипи го прави своето. За крај, препораката на тимот кои секојдневно спасуваат животи. Граѓаните навремено да ја земаат пропишаната терапија и што помалку да конзумираат алкохол за време на летните гориштини. Тоа беше се во Централните вести. Пријатна вечер.